Република Северна Македонија, собрание на Република Северна Македонија. Имаат пуштено јавен конкурс, потпишан од Африм Гаши. Некој ќе помисли дека он има нешто паметно направено. За што бил јавниот конкурс? Јавниот конкурс е за избор на идејно решение за изработка на заштитен знак лого на собранието на Република Северна Македонија. И вика член 2, главни елементи што треба да ги содржат понудените решенија за идејно решение за изработка на логото се: визуелен идентитет, создавањето на визуелен идентитет на собранието вклучува истражување и концептуализација базирана на вредностите, мисијата и визијата на собранието, придружено со детално објаснување на символиката, вклучувајќи го значењето на секој елемент, боја и форма. Логото треба да содржи графички елементи, целосен текст на називот на собранието на македонски јазик и неговото кирилско писмо, на албански јазик и неговото писмо, и на англиски јазик и неговото писмо. Све решија овие од собранието, само него направија собранието тројазично. Еве сега ВМРО ДПМН, ВЛЕМ, ЗНАМ и така натака ќе го прават собранието тројазично. Сите проблеми они ги надмина, ги решија, најдоа решение и донесоа законски измени или нови закони и стигнаа до логото. Нема друга работа, дај да си го смениме логото и онака да не седиме за џаб. Во меѓувреме собранието одбива да формира комисија за настаните во Кочани. Во меѓувреме собранието одбива да закаже седница на комисија за законот за брнители. Во меѓувреме собранието одбива да закаже седница за носење на измени на кривичниот закон за кој што се брише застареноста на делото по членот 353 по однос на злоупотреба на службена положба и властување, со кој што левица предлага да се избрише рокот на застарување. За тоа немаат време, за тоа не сега, за тоа ќе биде злоупотребено и така натака и така натака. Меѓутоа, за да направат тројазично лого, кој што треба да биде концептуализирано за да ги опфати сите елементи на вредностите, мисијата и визијата на собранието. Вредностите и мисијата на собранието се представнички дом на демократијата, у кој што треба да носите закони за подобрување на животот на граѓани. Толку, вие немате никакви посебни мисии, визии и така натака. Вие имате законски определена обврска.